Опозицијската СДСМ поднесе иницијатива до Уставниот суд за оценка на уставноста на собраниската резолуција за осуда на манипулациите на опозицијата и за потврда на политиките против нелегалната миграција, усвоена по предлог на владеачката коалиција. Од партијата на Венко Филипче оценуваат дека документот представува цензура и директно уривање на правниот поредок, бидејќи покрај насоки за антимигрантска политика содржи политичка осуда на наративот на опозицијата. Конкретно, за повреда на дел 1 од Уставот, членот 16, кој ги гарантира слободата на говор, слободата на јавен настап, слободата на уверување и јавно изразување, и кој забранува цензура во секаква форма. Неуставната резолуција е директен напад на слободата на говор и слободата на политичко дејствување на опозицијата во целост преку цензура. Од СДСМ велат дека е недозволива собранието да усвојува акт со кој се заканува со повикување на кривичниот законник прекршоци и кривични пријави поради јавно изнесени ставови и побара Уставниот суд да ја укине резолуцијата. Од владеачката ВМРО ДПМН пак реагираат дека документот не е неуставен, туку дека СДСМ се плаши затоа што, како што велат, се разоткриле нивните лаги за мигрантите. Жалам што СДСМ не беше во рамките на парламентот да изгласа резолуција со која што ќе заеднички се обврземе дека на било која влада да биде во Македонија, дека нема да дозволиме изградба на мигрантски кампови, дека нема да дозволиме прифаќање на било каков тип на мигранти или неуспешни апликации на азиланти, кои што се резултат на било каков договор и на било каква политика. Тие одлучија да калкулираат, ја напуштија салата, јас наистина жалам, бидејќи претходно водеа една лажна кампања дека ние сме се служили за нешто за што не сме се служили. Така што, еве, нека одлучува Уставниот суд, јас одлуките на Уставниот суд не ги коментирам, тоа сум го кажал многу пати во минатото. Резолуцијата беше усвоена во средата како контрадокумент на најавената резолуција на СДСМ за мигрантска политика. Темата се актуализираше минатата недела, откако британски медиуми ја посочија Македонија како можна дестинација за мигранти кои не добиле азил. Опозицијата тврди дека тоа е доказ за постоење на договор, додека премиерот Мицкоски ги демантираше ваквите наводи и повика обвинителството да провери дали СДСМ со своите изјави предизвикува паника и несигурност кај граѓаните. Катерина Нешкова, Сител телевизија.